Благодарам, председателе. Повеќе од разочарувачки е одбивањето на овој сет на амандмани кои што се однесуваат на подобрување на канализационите системи и водоснабдителните системи во населените места во општина Куманово, општина Крива Паланка, општина Старо Нагоричане, општина Ранковце, сите општини од североисточниот плански регион кој што важи за еден од понеразвиените. За жал морам да напоменам дека од 40 на населени места или села во општина Куманово скоро ниту едно нема водовод, нема питка и чиста вода за пиење, што е недозволиво во 21. век. Искрено очекував дека барем дел од овие средства ќе ги добиевме преку овој амандман од страна на владата, затоа што при вака мегаломански буџет, при буџет од 5,5 милиарди евра, од една страна, од друга страна, сите ставки за делот на канализација, водовод се намалени, значи владата не планирала да инвестира за потребите на овие граѓани. Мислев дека овој североисточен регион заслужува поголема грижа од владата, меѓутоа очигледно сум се прелажал. Затоа, за да го разбиеме ова сивило, мора да свати прво владата дека не може да им ја продава европската приказна на граѓаните на Република Македонија, кога тие немаат пристапен пат од својот дом, кога тие немаат водовод и вода за пиење, кога тие немаат канализација, кога тие имаат сериозни, основни, базични инфраструктурни проблеми кои што се неопходни за живење во 21. век. И наместо да се фокусира да обезбеди средства и преку европските фондови и буџетски средства нашиот буџет, да им ги реши проблемите на овие граѓани, владата едноставно си гледа бизнис интерес на своите елити, си гледа кој ќе копа во рек Битола, си гледа кој ќе гради како подизведувач во Бектелиенка, кој ќе ја реконструира, односно адаптира Борис Трајковски, така што покажува тотално негрижа за интересите на граѓаните. Меѓутоа, уште некој месец иде пролет. Пролета е убав временски период за промени и сум убеден дека после изборите ќе имаме промени во Република Македонија, ќе дојде нова влада предводена од ВМРО ДПМН, ќе имаме нов премиер кој што ќе биде во ликот и делото на Христијан Мицковски и еден од столбовите на нашата програма кој што ќе почне да се реализира по формирањето на новата влада ќе биде проектот за 1 милиарда евра буџетски средства наменети за општините за реализација токму на ваквите основни и круцијални инфраструктурни проекти во населените места низ цела Република Македонија. Ви благодарам.